Дојдовте на Сигнал МК, го гледате најновото интервју во кратки црти. Во ова интервју разговараме за очекувањата од македонската надворешна политика по парламентарните избори. На оваа тема, во кратки црти со Тимчо Муцунски, универзитетски професор и меѓународен секретар на ВМРО-ДПМН. Тимчо, ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју. Благодарам и на вас за поканата. Во ваква пријатна атмосфера секогаш е задоволство да се разговара. Ми се чини дека во 2016 при промена на власта, ВМРО се наоѓаше во една ситуација на условно кажано дипломатска изолација. Кажете ми, вие како меѓународен секретар на партијата, придонесовте ли таквата состојба да се промени и дали очекувате поддршка од сестринските партии на овие избори? Па ние од моментот кога председателот Мицкоски ја превзеде функцијата председател на ВМРО-ДПМН и прво ми ја даде чест да бидам негов советник за надворешна политика, а потоа и бев избран од страна извршниот комитет за меѓународен секретар. Во целокупниот тој период вложивме доста енергија во процесот на афирмирање на позициите на ВМРО-ДПМН во меѓународните односи, а преку тоа е афирмирање веројатно и на позициите на нашата земја, на Република Македонија, бидејќи ние и во тој меѓународен активизам што го водиме како политичка партија, бидејќи сме членки на најмокното политичко семејство во Европската унија, Европската народна партија, имаме таа можност постојано да имаме комуникација со лидерите или високите раководства на голем дел од земји кои што се на власт во земјите членки на Европската унија. Така да во таа насока водевме ние принципиелна партиска меѓународна политика со цел афирмација на тоа што е стратешки национален интерес на нашата земја. Што значи да се води принципиелна меѓународна политика? Па принципиелната меѓународна политика јас ја подразбирам како двостран однос. Имате вие некои интереси, но има и другата страна некои интереси и вие во рамките на тие интереси треба да најдете нешто што заеднички ве обединува. И во таа насока вие да ги носите и одлуките во меѓународните односи и врз основа на еден таков однос вие да градите билатерални односи или односи во една мултилатерална рамка со сите сојузници на нашата земја. Што значи примерно почитување на тоа што е стратешки интерес на нашите граѓани. Афирмација на силна внатрешна политика преку надворешната политика. Да преминеме на престојниот изборен процес. Кажете ми, што ќе значи за македонската надворешна политика доколку евентуално победи ВМРО-ДПМН, а што доколку тоа го направи СДСМ? Да почнам прво, во последните 3 години мислам и граѓаните сами можат да расудат. Имаше надворешна политика која што беше попуслива и која што на долг рок ги влошува македонските позиции во меѓународните односи. Како наш стратешки надворешно политички приоритет е членството во Европската унија. Од тука недостигот на реформи на внатрешен план на долг рок го отежнуваат патот кон полноправно членство во Европската унија како стратешки надворешно политички предизвик. Во таа насока ние велиме најдобрата надворешна политика е доколку ви имате капацитет прво добра внатрешна политика да дојдете, што значи реформи во правосудство, силна економија, реформи во здравство, образование и социјална политика. И кога вие ќе имате стабилна земја, праведна земја, богата земја, многу е полесно вие да водите квалитетна надворешна политика. Нашата надворешна политика ќе биде афирмирање на тоа што е интерес на нашите граѓани, нашите земји, од заштитата на нашиот идентитет до промоцијата на нашата економија и култура, за цврстување на стратешките односи кои што ги имаме со земјите од нашето соседство, нашите стратешки партнери, така да во тие рамки е тоа што е предвидено во проектот обнова, во делот на надворешната политика и верувам дека граѓаните тоа ќе го препознаат, а во моментот после 15 јули дека сето тоа што зборуваме на пракса ќе можеме на еден прифатлив и коректен начин да го применуваме. Кога сме кај надворешната политика, Македонија во моментов е во исчекување да започне со преговарачкиот процес за членство во Европската унија. Кажете ми, очекувате ли дополнителни обструкции од нашите соседи Грција и Бугарија во тек на процесот за интеграција и дали истиот може да се претвори во финалниот и последен удар врз македонската државност и идентитет? Хубаво е дека таа предлог рамка која што е подготвена од страна на Европската комисија ќе претрпи некои измени. И посебно во насока моето лично стравување дека најголем дел од тие измени ќе дојдат токму од нашиот источен сосед, кој што јавно го кажува, не го крие фактот дека тие имаат сериозни забелешки за одредени наши историски личности, односно начинот на кој што ние ги третираме тие личности,
за нашиот јазик, за нашето малцинство во рамките на нивните граници. И од тука проблем е вие кога создавате билатерални договори кои што ги нарекувате прогресивни, но од друга страна оставате можност едностраното толкување на соседот за примената, односно непримената на истиот договор да биде потенцијална пречка, вие од старт сте ја ставиле Македонија во неповолна позиција во меѓународните односи. Така да мене не би ме изненадило доколку се случат такви пречки при изготвувањето на конечната преговарачка рамка, но за да ние би можеле да го превенираме тоа, веќе пред неколку месеци ние предложивме формирање на национална стратегија, односно национална платформа како да се поставиме спрема таквите некоректни и непринципиелни барања кои што се надвор од рамките на меѓународните односи, надвор од рамките на тоа што науката го познава. За жал немаше тука позитивен фидбек, но верувам дека нашата влада ќе биде влада која што ќе ги брани соодветно стратешките интереси на нашата земја. И како најмлад кандидат на еден од најмладите кандидати на овие избори, кажете ми дали вие лично, па и ВМРО ДПМН како целина, имате план за тоа како да им доловите на младите луѓе дека е важно да излезат да гласаат? Голем предизвик кој што ние го имаме и кој што ќе биде најголем предизвик по 15 јули е прво младите луѓе кои што се чувствуваат изолирани од политиката, кои што можеби не се пронаоѓаат во политичките процеси, прво да ги убедиме дека треба да веруваат во својата држава. И јас разбирам зошто тие се разочарани. Во последните 3 години имавме катастрофална власт која што не реализираше ниту една соодветна реформа и е причинител зошто е зголемено иселувањето на младите во последните 3 години, а не намалено. Така да ние на младите треба во овој предизборен период да им кажеме дека ќе има соодветни услови тие да превземаат деловни потфати, дека ќе функционира правната држава, дека ќе обезбедиме правна сигурност. И токму тие проекти, разни проекти во делот на образованието, кои што ќе обезбедат подобра инфраструктура и подобра основа за нивно образование, токму преку такви позитивни проекти, нашата цел е да им кажеме дека ќе има влада која што одговорно ќе се грижи за младите, за да излезат повеќе, но и за тие што нема да излезат. Треба да биде нашата влада која што ќе работи во интерес на тие што гласале за таа партија, но и за тие што не гласале и за тие што не излегле. Така да јас верувам дека нашиот мотив за убедување на тие млади што нема да излезат ќе биде уште поголем после 15 јули, да им докажеме дека има држава во која што ќе може да се гордеат и која што ќе биде тука за нив, за да живеат во една стабилна и просперитетна земја. Го споменавте образованието. Сметам дека образовниот систем некако не најдобро се адаптираше и не доволно брзо на пандемската ситуација. Македонските ученици и студенти изгубија голем дел од предавањата, средношколците не полагаа матура. Кажете ми, вие како универзитетски професор, на кој начин сметате дека овие пандемски состојби ќе се одразат врз идното образование на македонскиот студент и ученик и како ќе влијае врз нивните идни работни можности? Што докажа пандемијата? Докажа прво дека недоволно инвестираме во образованието, некаде околу 3,5% од бруто домашниот производ мислам, а ние гарантираме 5% од бруто домашниот производ дека ќе оди во образованието како апсолутна бројка. Докажавме дека недоволно инвестирано во образованието, дека не се превземени конкретни чекори кон дигитализација на образовниот процес и докажавме дека ние сме светлосни години назад не само од земите во Западна Европа, туку би рекол и во земите од регионот. И тука ќе има сериозни предизвици со кои што ќе треба да се соочиме, бидејќи очекувањата се дека оваа пандемска состојба веројатно ќе трае уште некој период. Јас велам утре да има вакцина, истата да биде распространета во соодветни дози, ќе биде голем предизвик за сите влади низ светот, вклучително и за нашата. Значи ние треба да се адаптираме, да обезбедиме услови за квалитетен наставен процес, да обезбедиме услови што е можно повеќе и пракса да добиваат студентите преку дигитални средства. Така да тука што ќе биде клучно е да се ние во нашата програма зборуваме за дигитализација, таа е еден од основните столбови на програмата, се вкупната општествена дигитализација, но по мене тука ќе треба да ставиме и акцент на дигитализацијата во образованието од средно, високо, од основно, средно и високо образование. И посебно значаен ќе биде фактот дека ние се уште имаме граѓани
кои што немаат пристап до квалитетен интернет, што значи не е само вие да поставите инфраструктурата и да има возможите на професорите, туку и ученикот и студентот треба да има соодветен хардвер, значи уред преку кој што ќе пристапи до тој наставен процес, да има добра интернет конекција и токму дел од тие прашања се решаваат во нашата програма. Тимчо, јас ви благодарам за одвоеното време за ова интервју. Ми беше задоволство, благодарам на вас. А за повеќе вакви интервјуа и за да го поддржите на нашиот младински медиумски проект, претплатете се на нашиот YouTube канал и секако читайте Сигнал МК.